Депонијата Шапкар гори постојано откако е отворена. Се жалат жителите на Струмичко Доброшинци. Неподнослива е секојдневната смрдеја и чад, а луѓето не можат да работат на своите ниви кои се полни со отпад. Велат свесни се дека депонија на друго место во Струмичко не одговара, но бараат од комуналец соодветно да ја врши работата и да престане да ги обвинува нив за палењето. Они мислят да се тешо збират пластика да ја пале. Ми треба казна. Нели? Треба секој да биде совесен да не пале. Кој е будала да пале и да седе у димештан? Че никој. Они си ги пале цар. Комуналец не се расположени никако за разговор. Со них пробаме да комуницираме, никако не се јават. Толку се осеќат надмокни и си работат што им текне таму. Тоа не работат како што треба. Да работат правилно, да стопанисуваат правилно со депоната, ќе нема проблем. Не можеме дома ништо, не можеш. Ние руби да испераш, да искараш, не садиш страшно на вечерта. Како населението ќе запале, кој имат тама чувара, четваруица, доколку вика тоа ти народо не го фатат, имат четваруица чувара тама. Од комуналец пак вината ја префрлуваат на несовесните собирачи на пластика, кои влегуваат во депонијата со цигари. Механизацијата, тврдат, работи на задушување и тампонирање на ѓубрето, но депонијата постојано гори и чади. Чувари на депонијата има, но нема камери и струја, па не можат да видат што се случува навечер. Може да кажем дека пожарот е подметнат или од невнимание на несовесните граѓани што гравитираат на овој дел од кај што се наоѓа депонијата. Тоа е поточно се работи за еден дел од луѓе што живеат во населеното место Добрашинци, каде што ја собираат отпадната пластика. Дефинитивно од нив е огнот поради тоа што временските услови не се толку, температурите не се толку високи за да дојде до самозапалување на депонијата. На депонијата се собираат огромен број на кучиња скитници кои таму се хранат, а потоа се движат низ селото. Жителите револтирани велат дека доколку комуналец не преземе соодветно решение за овој проблем, ќе го блокираат магистралниот пат.